До сега зборувавме за два вида на права, и тоа беа општ вид на равенка на права и сегментен вид на равенка на права. Во ова предавање ќе зборуваме за третиот вид или експлицитен вид на равенка на права, а потоа ќе покажеме како се добива равенка на права што минува низ една точка. Да ја погледнеме задача 1. Состави равенка на права која на позитивниот дел од y-оската, тоа е овој позитивен дел од y-оска, одсекува одсечок со должина 2. Одсечокот од сегментен облик на равенка на права на y-оска го обележувавме со n, а на x-оска со m. Значи, бидејќи одсекува позитивен дел, тој ќе биде 2. А со позитивниот дел на x-оската, позитивниот дел на x-оската е од координатниот почеток на десно, зафаќа агол алфа од 45 степени. Точката М има координати 0 и 2, затоа што припаѓа на y-оската и одсечокот е 2 единици. Ако на правата, што ја бараме, обележиме една точка P со тековни координати x и y, значи x координатата е на x-оска, y координатата е на y-оска, и ако го формираме триаголникот MNP, кој што е правоаголен триаголник со теме на правиот агол во точката N, y минус 2 ќе биде оваа катета PN, значи PN ќе биде y минус 2, а MN ќе биде x, колку што е x координатата. Аголот што го зафаќа оваа права со позитивната x-оска е 45 степени. Зошто се нагласува позитивен дел на x-оска? Затоа што имаме и уште еден агол, а тоа би бил од 135 степени, но тогаш овој агол од 135 степени ќе биде агол што оваа права ја зафаќа со негативниот дел на x-оската. Ако воспоставиме тригонометриска функција тангенс, а тангенс од алфа е дефиниран во правоаголен триаголник како спротивна катета врз налегната катета, аголот кај нас што го зафаќа правата со позитивниот дел на x-оска е 45 степени, спротивната катета на 45 степени е y минус 2, налегнатата катета е x, па добиваме дека y минус 2 е x по тангенс од 45 степени, односно y е x по тангенс од 45 степени и минус 2, ако го префрлиме на десна страна, ќе биде плюс 2. Дефинитивно, тангенс од 45 е 1, па x по 1 ќе биде x плюс 2. На овој начин ја добивме равенката на права со тоа што y е изворно изразено преку променливата x, или во математика таа изворност ја нарекуваме со зборот експлицитен. Значи y е еднакво на x плюс 2 е всушност експлицитниот вид на бараната равенка на права.